Очите на светската јавност се свртени кон градот Анкоридж во Алјаска, каде ќе се одржи самитот на кој ќе се сретнат Трамп и Путин. Двајцата председатели ќе се сретнат по 6 години, а безбедносните подготовки се на највисоко ниво. Трамп изрази надеж дека средбата ќе даде конкретни резултати и дека ќе отвори пат за понатамошни разговори со украинскиот председател Володомир Зеленски. Неговиот план е да му понуди на Путин пристап до минерали од ретки земји со цел да го охрабри да ја заврши војната. Воспротивно се закани со тешки санкции за Русија без да прецизира какви. Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Путин пак средбата ја гледа како шанса за нов почеток со Вашингтон и за економска соработка надвор од украинската тематика. Ваквата средба Кремљ ја смета за голема дипломатска победа и символичен потсетник на старата руска територија која до 1867 година била во сопственост на Русија, пред да биде продадена на САД за $7,2 милиони. Официјално фокусот е на војната во Украина, но Москва засега не нуди значајни отстапки, а предлогот за делумно откажување од Донбас Киев цврсто го одби. I think the most likely outcome here is that President Putin and President Trump spend the meeting feeling each other out, getting a sense of where each side's red lines lie. I think that the United States can learn a lot in this meeting from where Putin might be flexible in terms of making compromises. Европската унија пак изрази загриженост дека мирот не може да се постигне без активно учество на Украина во преговорите. Зеленски нагласи дека нема да прифати никакви територијални отстапки и предупреди дека таквите чекори би можеле да предизвикаат уставни и безбедносни проблеми за неговата земја. И додека вниманието на светската јавност е свртено кон Анкоридж, во главниот град на Алјаска, Джуно, е прогласена вонредна состојба. Излевањето на ледничкото езеро Менденхол предизвика страшни поплави и принуди дел од жителите да ги напуштат домовите.